Добар ден! Вие сте на фреквенцијата на Радио Лидер, а ова е новиот медиумски проект насловен како Звукот на политиката. Низ Звукот на политиката ќе ве водам јас, Звонимир Јанкуловски, секоја седа во 11 часот на оваа фреквенција. Многумина ќе се запрашат зошто една ваква емисија и зошто сега. Македонија стана уморна, одмазничка, самозалажувачка, параноична, несмасна и крајно неефективна држава. Оваа жална состојба во која се најдовме го одразува она што станавме, но тоа не сме ние. Тоа она што станавме, раководени од политичари кои сиве години на владење не успеа да ја обезвредат вистината и да ги отфрлат либерално-демократските практики, стеснувајќи го медиумскиот простор за диалог во добра вера и потрага по заеднички интереси. Медиумското и политичко едноумие им го одземе последниот здив на критичкото размислување на луѓето и направи голем празен простор во нивните умови за безобзирен консумеризам и ефтина забавна медиумска храна. Во време кога гледаме како на голема врата се враќа реликтот на комунистичкото минато, вербалниот делик, член 130 од КЗ на Југославија, за сметка на слободниот говор, кога говорот на омраза го купира просторот на слободниот говор, оваа емисија нуди нов медиумски простор каде гласот на слободоумните, компетентните и оние кои медиумски се маргинализирани ќе биде слушнат и се надевам ќе потикне позитивни промени во политичкиот простор во Македонија. Звукот на политиката и Радио Лидер во конципирањето на оваа емисија се раководеа од онаа демократска флоскула која како да ја заборавивме во македонското општество денес, дека без целосно и ограничено право на слободен говор нема други права, бидејќи без целосно и неограничено право на слободен говор не може да има слободна мисла, а без слободна мисла ние веќе не сме демократија. Тоа е патот по кој се движи Македонија последните години. Гласот е она што ја дава моќта на народот да протестира против неправдата, да пее за слободата или едноставно да ја зборува вистината. Гласот може да биде извор на надеж и во тешките времиња. Гласот е алатка за создавање на промени, а звукот на политиката и Радио Лидер се надева дека ќе биде предвестник на тие промени. Ова е само краток вовед зошто се решив да водам една ваква емисија и да го одвојам вистинскиот звук на политиката од она што значи бучавата која создаваат политичарите во Македонија во последниве години. Мој денешен гостин е личност која исклучително ја почитувам и личност која во основа треба да го ублажи оној песимизам кој го носам со себе, а викаат дека песимист е оптимист со искуство, тоа што сум, и дека моите колумни се доста депресивни, доста темни и доста безнадежни во смисла на начинот на кој државата ќе функционира во иднина и во кој функционира во сегашноста. Она што го пишувам и она што го зборувам во основа развува мојата перцепција на реалноста која последниве години е далеко од она што значи демократска и далеко од она што значи слободумна или држава во која е стеснен просторот за слободниот говор. Во токму мојот денешен гостин треба да ја понуди таа надеж во политиката и воопшто во медиумскиот простор, да го потисне ова мое темно расположение во поглед на она што се случува во државата. Тоа ми Моза Рајл, да ве представам како филозоф, како уметник, како естетичар и човек кој во сето ова би го нарекол ценило кое ни се случува од промена на името, обезличувањето на нацијата, продавањето на историјата на државата, успева да ја најди убавината во Македонија, односно во дадениот момент. Како успевате во тоа? Професоре, ви благодарам многу на поканата и на целата редакција на Лидер. Благодарам на овој медиумски простор да престанеме веќе да шепутиме како првите христијани за вечните вистини, за нас самите, затоа што
во основа на сите овие турбулентни времиња на кои што сведочиме ние, незнаењето кои сме, од каде доаѓаме, каква е нашата историја, кој е нашиот персоналитет и индивидуалитет. Имено во нашите образовни програми веќе престана да се изучува македонизмот и македонската идеја која што од каде потекнуваме и дека всушност тоа незнаење не доведе до такви конфликти кои што во националната политика на наши соседи почнаа да се присвојуваат одредени факти кои што припаѓаат на Република Македонија. Овој медиумски простор е многу важен затоа што мислам дека во основата на секоја индивидуа стои слободата. Ако вие не му дадете на човекот слобода, да има слобода на избор да го каже, па и во Обединетите нации член 9.19 стои дека слободата на говорот ние, меѓутоа кај нас во Македонија постои една колективна амнезија на сето она што нас не се случувало и не се случува. И постојат две клучни емоции, како ја што ги перцепирам сега од една уметничка транспозиција, како што рековте, две клучни, стравот или љубовта, значи креацијата или страв. Што се случува, само да направам, ако ми дозволите, една мала ретроспектива. Ние, значи, нашиот и персоналитет потекнува многу порано од 9 век. Меѓутоа, да го земеме 9 век, кој што и Блаже Коневски самиот рече дека е една основа на македонската историја, македонската уметност, култура и македонското духовно движење, кога три главни столба во нашето естетичка основа лежат, а тоа е христијанското движење, богомилското движење и Охридската книжевна школа. Во Охридската книжевна школа не излегува само 3500 ученици, како што нас не учат, туку таму се работеше на голем подвиг еден на создавањето на нашиот јазик, со преводот од старогрчки на старословенски. Што е тука клучно, пак кој што се изоставува во нашите учебници, нашите учебници се изоставки бидат изоставени многу работи, мислам. Точно. Меѓутоа, она што нашата генерација не го знаеше е дека во таа Охридска школа се создаде едно карактеристично, типично македонско наречје кое што влијаеше во формирањето на другите словенски јазици кои што преку Волга и Дунав ги создаваше словенизмот. Значи, паралелно со создавањето на Охридската школа се создаде и Охридската архиепископија, која што е основа каде што се пеа песните на нашите архиепископи на македонски јазик. Знаете, и тоа беше златното доба на нашиот. Знаете, на истокот на Византиското царство е Охрид центарот на таа култура, од каде што ние всушност потекнуваме и она кое што ние преговараме за тоа. Точно. Само да ја следиме таа генеза каде ние сгрешивме. Времето на 14 век е времето на големиот пан исламизам, кога веќе ние го губиме нашиот автентичност, значи се градат џами, амови и веќе оној столбот на Охридската архиепископија, Охридската книжевна школа, меѓутоа македонската култура никогаш не се дистанцирала од другите култури, напротив, тие ја прават единствен во едно мултикултурно општество. Македонија навистина е катена мундијалката, нишката што го поврзува светот и тоа не беше толку страшно кога се јавија оние идеи на пан-бугаризација, пан-еленизација, пан-сербизација на нашето тло, кога едни исти мизантропи постојано го расчеречуваа единственото македонско тло. И тие исти мизантропи, како што гледаме, никогаш не се откажа од да ја стават раката на нормално имаат на што да стават рака. Велите дека во историјата на нашата Македонија, вај да мислите во историјата што ќе биде пишувана после нас,
Ќе останеме запаметени како најглупави луѓе кои некогаш постоеле или луѓе кои како мали глупци биле пикнати во дупки, трпејќи го ова лудило и тотален хаос. Пајно мислите дека сме најглупавите луѓе на... Периодот во кој што ние живееме сме најглупавите, тоа тврдам. Видите, македонското естетско... Не би се вклопил во таа категорија на луѓе. Зошто? Да споредиме. Македонското естетско искуство и целата уметност на македонскиот народ како се создаваше? Се создаваше како едно перманентно спротивставување на насилството. И тука македонецот го градеше својот идентитет и својот персоналитет. Ние постојано, земете било која наша поезија, да земеме од Блаже Куневски, низ црното и црвеното, темница што штрека и вкрварена зора, на тешкото оро, па тоа е сенката која што македонската историја, македонската приказна се пее на една уметничка сцена. Знаете, нашите дејци, да земеме, кога во крв беше задушено Илинденското востание, на тие луѓе не им било помалку лесно да се борат за својата македонска кауза. Видите, за Крсте Петков Мисирков и за македонските работи, во крв беше, кога во крв беше задушено Илинденското востание, истата година беше во пламен, во центарот на Софија гореше за македонските работи. Тоа е еден отпор. И сега гори за македонските работи. Гори. Што се случува во современи услови? Ние имавме историска шанса, професор. Имавме шанса, добивме своја држава. Значи, 90-тите години, ајде да не одам понапред, бевме во некоја федерација. 90-тите години имавме шанса. Прво што не удрија веднаш да го менуваме уставот. Наместо нашето знаме добивме еден пропелер кој што е не знам што значи како знаме. Каде опрашате творецот на првиот тој удар, да, значеше дека ние сме тло каде што може да се врши тој експерименто мунди. Не постои друга мала култура на која што со вакви екзодуси од времето на панбугаризација, панеленизација, пансербизација се случувала. И кога нашите дејци во времето на преродбата истина пишувале на бугарски јазик, меѓутоа во нивните дела треба да одиме длабоко, се слуша само плачот за Македонија, и во националната политика на нашите соседи тој факт не само што се злоупотребува, туку и сега ни се става на преговарачка маса. Меѓутоа и во самиот говор на Никола Јонков Вапцаров, кој што се чува во ембарго, како што вели Зафировски, академик Зафировски и неговата сопруга сведочат, дека тој самиот вели дека ние сме оделна нација со оделни карактеристики идентитетски, историски. Самата Охридска школа е, како што вели Блаже Куневски во есеот за Климент, е едно духовно движење кое што низ драматичните столетија се провејува се до денес, но нашата заложба треба да биде ние да не се покоруваме на институциите, кои што знаеме што подпишале, кои што ја дадоа нашата историја, кои што треба ние да се извиниме на одредени народи на Софија, да се извиниме заради нашите жртви. Еве, јас сум жив пример. Моето семејство со слики и докази, мојот дедо напиша една политичките убиства во Македонија, како сите македонци, во кои што и мојата тетка, ако смеам да ја кажа, спомнена во Вера Циревирицена, која гласаше за да се оди на Солунски фронт, беше ликвидирана и плејада на наши борци, беше ликвидирана токму од тие комунисти кои што требаше да го уништат македонизмот. Значи и ние да имаме една амнезија на нашата историја. Дали сега е завршеток на тој процес, пошто наследниците на тие комунисти сега владеат со Македонија? Знаете, во што мене ме плаши и зашто не можам да сум оптимист кој што вие го барате? Баш во вас гледам голем оптимист. За разлика од оно што ја го доживувам како реалност. Страшно го доживувам и јас и реалност. Прво да се извиниме на историски факти, второ не знаеме што... Сега ќе кажете да се извиниме на историските факти, очигледно имаме проблем со историјата.
Па не, затоа што јас... Кога ќе седните на маса да преговарате за собствената историја, тоа значи дека имате сериозен проблем. Тоа значи дека и нашите историчари имаат проблем со историјата која ја истражувале и која ја пишувале, затоа што ме убедуваат дека има дела од кои, како се вика, го потврдуваат македонскиот идентитет. Ако постои и ако е природен процес, ја просто верувам у тоа дека македонската нација е природен процес, создадена во еден природен процес на неприближување кон ниедна од трите опции кои се нуделе во регионот, бугарската, грчката и српската, и дека тој факт не може да се спори. Меѓутоа, очигледно историчарите прифатија дека тој факт може да биде според по поглед на она што денеска се преговара како заедничка историја по моделот на, така викаат, по моделот на она германско-француско помирување, што воопшто не држи, мислам, тезата е далеко од памет, затоа што или не знаат, или не читаат као што треба, или не разбираат на јазикот на кој се напишани книгите во тие држави. Апсолутно сте во право, професоре, кога со самото наше седнување, да почнеме од таму, седнување на маса да преговараме, значи дека ние треба да дојдеме до еден компромис. Ние немаме простор за компромис од нашите историски факти. Знаете зошто? Еве, јас сум жив сведок, моето семејство е жив сведок како се измачувани моите тетки кои што се бореа за Македонија и кои што сакаа да одиме на Солунски фронт. Тоа е еден аспект. Ова што го кажавте, не постои друг експеримент. Јас гледав во Швајцарија, живеев во Германија, значи во Швајцарија прво сте вие швајцарец, лојален на својата држава Швајцарија, без разлика која националност. Кај нас имаме се одбра еден белгиски модел, добро, вие сте поголем од мене експерт во ова политичко уредување, еден на вечно скарани поделени народи. Лутно таму имаат точка на повезување крало. Ама еве во Америка да одиме. Во Америка има етникум индијанци кои што сите се американци. Одиме во Швајцарија, имаме италијани, германци, сите сме вели швајцарци, за нив е навреда да кажете. Кај нас се одеше на тоа мизантропско касапење на нежното македонско тkiво. Да, меѓутоа ние го дозволивме тоа. Го дозволивме и тоа ми беше поентата. Колку почнавме ние спектакуларно. Со своја држава, со својата химна. Јас се сеќавам, врнеше дожд со Валентина, со Васко, ја пеевме химната и по првата отстапка со знамето веќе тргна работа. Ние бевме пример, јас бев во сите делегации на за европска интеграција во тоа време, кога хрватите од нас учеа како да го обрзаат процесот за европската интеграција. Тоа се години на ентузијазам, кога мислевме дека градиме држава и која денеска гледаме како кула од кај ни се распаѓа пред очи, едноставно, како сика, разочарани во нашите очекувања и во она што им го ставаме на нашите, во наследство на нашите деца, меѓутоа тоа е реалноста. Очигледно реалноста и вие не ја осликувате нешто вака позитивно од мене, меѓутоа тоа е тоа со кое треба да живееме и со кое се надевам ке може, како се вика, низ звукот на политиката да понудиме размислувања кои ќе потикнат промени во општеството, затоа што веќе знаете, заморени сте од исти луѓе кои се продаваат во медиумскиот простор како експерти за одредени работи, главно коментирајќи политички процеси и состојби во државата, експерти за се кои се далеко од тоа да представуваат некоја интелектуална движечка сила во да почнеме да тргнеме од него. Поглед на она што значи нивните биографии, нивните вредностни постигања во нивниот досегашен живот, така што ова е можност за луѓе кои биле маргинализирани токму во тој медиумски простор да биде чуен нивниот глас, затоа што гласот е мокно средство на промена. А ние токму тоа сакаме да понудиме. Она што се случува во медиумите и носењето на новиот закон под итна постапка со европско знание, е замолчување фактички на медиумите да го следат револтот на народ. Ние мораме да бараме
во таква ситуација сме алтернативни медиуми кои што ќе се навистина слушне народот. Знаете, се слуша, меѓутоа шепутиме. Ние сме апсолутно во страв. Во просечно едно македонско семејство, јас со сите луѓе кои што контактирам, ви тврдам дека се зборува само на една тема. Каде да побегнеме, каде да се спасиме. Државата не ја бива, ќе пропаднеме. Не може повеќе така. Тоа е еден народ, кај младите постои една релативизација со незнање, недостаток на информација. Па која е веќе Македонија, нека не земе некој Србија, Бугарија, па што ако не... знаете, во таква една сфера, кога вие немате гордост на она што значи да се биде македонец. Лична самопочит и довеба во германците имаат едно дојче бедојтен заедно. Значи, тоа се стекнува низ процесот на образование. Кога тоа ќе го слушните од високи функционери во државата дека да не се на таа позиција би ја напуштиле државата, замислете како тоа е моделот по кој останатите граѓани се раководат. Велите дека кај нас се водиле тајгичен демонски танц во зоната на комфортот. Дали она го мислите, дали мислите на тоа што народот е пасивизиран? Народот е пасивизиран, апатичен и апсолутно нема желба ништо повеќе да вложи во оваа држава. Ви велам дека сакате да кажете разочаран. Разочаран е максимално, постои голема апатија. Еве, што се да ги земеме само последните случувања на онкологија. Зошто народот се плаши да излезе пред онкологија? Имате, еве, вие баш зборувавме пред емисијата, имаме на стадион милион таму луѓе колку на пред онкологија се. Дали ние сме свесни дека сите ние сме потенцијални пациенти, не дај Боже, на онкологија, и истото нас не чека, за да денес добиеме соопштение дека на онкологија немаме лекови за сите. Не, докаде екзистенцијалниот страв? Знаете што се збору? Еве, јас вака од страна слушам. Кјутенката трај, не бранувај, не се буни. Само седи мирно работата, немој да ја изгубиш, некоја државна каде што си роб, каде што мораш да слушаш други, мораш да се повинуваш на некои други правила и тоа да не го изгубим. Се додека имаме ние филозофија на глувци пикнати во дупка, ние не сме слободни. Ние не можеме да сватиме дека мора да го кренеме нашиот глас и тоа да го кренеме денес, затоа што утре веќе е доцна. Да, меѓутоа кај нас довеju она дека секогаш може да биде полошо. Секогаш имам дилема што може да биде полошо. Ова што го кажавте за онкологија ме подсети на 90-тите години кога имаше 200.000 стечени работници, кога беше организиран штрајкот на гладните во Скопје, каде што веќе бев етаблиран и професионално и со постдипломски студии, докторски студии надвор, така што излегов на тој штрајк, затоа што мислев треба да им се даде поддршка на оние луѓе кои останаа без работа во тој период. Меѓутоа разочарувањето тогаш препат се разочара во моктана и начинот на размислување вајда, тоа е рецидив на комунизмот, каде што стравот бил генериран и каде што народот не ја сватил мокта на она што значи промена која може да ја донеси организирајќи се нормално против власта, затоа што власта била све и свија во комунизмот. Тогаш имаше 50 на 100 луѓе, мислам. Разочарувачки, тотално 200.000 луѓе кои што може повеќе да ви земи. Ви го зема лебот, ви ја зема работата, што повеќе, тоа што размислував што повеќе може да ви земи освен да ви ја земи душата. Тоа не може да ви земи, тоа друг решава дали ќе ви ја земи душата. Гледаме денеска вчера или завчера во Полска милион луѓе на улица кои протестираат во контекст на кои екзистенцијалните потреби, проблеми со кои се соочуваат во ова време. Ние точно имаме онкологија, меѓутоа одзивот е просто неверојатно мал. Затоа што сите повеќе или помалку, ако размислуваме како она што го кажавме, сме потенцијални, не дај Боже, потенцијални пациенти. Не само на онкологија, на другите клиники на
во болницата во Скопје. Она Шекспирова мисла, извинете што ве прекинав, меѓутоа е кажана со иронија. Се додека мислиш дека ова е најлошото, уште полошо до прва доаѓа. Меѓутоа тоа е со голема иронија, кај нас е дефиниција, таа е, како да ви кажам, водечка сила. Ќути, трај, не бранувај, не се буни затоа што полошо ќе ти дојде, ќе ти се освети овој, ќе ти се освети оној, немаш право на говор. Меѓутоа кога губиш екзистенцијата, кога го губиш основното. Точно. Па тоа треба ние сега македонците да одлучиме. Дали стравот ќе не води и понатаму? Очигледно стравот не води. Дали ќе не столчат веќе сите овие империалистички сили кои што ни се на врат, мислам пред се на соседите, дали ќе дозволиме ние да се повинуваме затоа што орбетот ни е веќе скршен, или ќе речеме, ќе ја земеме судбината во своји раце и ќе кажеме, дечки, вака повеќе не иде. Тоа да го направите, треба луѓе кои прво имаат само почит кон себе, кон своите вредности, затоа што години веќе слушам дека сме мала држава, дека сме небитни во констелацијата на меѓународните односи, дека ние не можеме ништо да промениме, и тоа доаѓа од луѓе кои очигледно ниту професионално, ниту лично се етаблирале, односно се оствариле во своите животи, да размислуваат на тој начин, затоа што големи сте онолку колку што сте големи во себе и за себе. Го барате новиот херој. Постои ли нов херој во Македонија кој ќе го ја придрижи оваа, да кажам, летаргична, апатична атмосфера која ни се случува во Македонија? Јас верувам цврсто дека ние сме на геополитички нови промени и дека промените нема да дојдат преку ноќ, тоа сигурно, меѓутоа дека тие дека надоаѓаат, со сигурност надоаѓаат, и дека ќе се... Да, ама ние не ги гледаме. Ние имаме, како се вика, цел. Цел која е безалтернативна, тоа значи Европска унија. Европска унија, меѓутоа не по секоја цена. Верувајте ми, имам доволно живеено во држави на Европска унија каде што интегритетот, достоинството и вашата самодоверба и вашето почитување кон самиот себе се главните постулати. Имаме ние големи проблеми, економски, во поглед на корупција, меѓународни проблеми и проблеми билатерални со соседите. Сакате да ми кажете дека вие не и верувате на власта дека ќе влеземе во Европска унија 2030 година? Верувам дека нашата генерација тоа нема да го дочека, за жал. Еве, јас работев таму во таа европска интеграција, целата медиумска програма ја водев и имав одреден ентузијазам. Меѓутоа, нема никој, знаете, сонот за Кристалниот дворец кој што го пишува и Достоевски, а тоа е, вели, плеада на народи чекаат да влезат во еден кристален дворец. Мислите кој визионер Достоевски бил за да ја напише тој сон да го предвиди? Борел е исто на вели, одредени нации чекаа пред вратите на тој кристален дворец и никако не им се дозволуваше да влезат. Меѓутоа, тие луѓе кои влегоа во тој кристален дворец, дали беа среќни? И тој вели не беа. Зошто? Затоа што нема колективен спас. Тука сгрешија и комунизмот, и фашизмот, и сите идеологии. Нема спас во колективизмот, затоа пишува и Антон Павлович Чехов, без ние да се пробудиме како индивидуи, без да се освестиме и без да одговориме на клучното прашање. Ќе бидеме глувци кои што ќе се пикнат во дупки, или ќе бидеме луѓе, прво, човек со интегритет, со персоналитет, човек кој што ја знае својата историја, човек кој што има смисла и цел, прво во животот и потоа како нација и како народ. Ова со стаклениот дворец заличува на една реченица која Борел ја има кажано минатата година, дека Европската унија е градината која е напаѓана од џунглата, при тоа алудирајќи на Европската унија како градина на која треба која е култивизирана и која во која не секој може да припаѓа, односно да биде дел од нејзе, затоа што џунглата е надвор и да, тоа е работи на принципот. Метафората е дека проширувањето во основа е границата, односно рамката која не дозволува
да оние од џунглата ја нападнат и да ја уништат градината. Дали сме ние во џунглата? Гледајте, самата филозофија на Европската унија функционира како една дарвинистички селекционизам. Значи, ние сме дел и те како вреден народ да биде рамо со рамо, меѓутоа проблемот е колку ние сме свесни за тоа што сме. Во апропо Достоевски Кристалниот дворец, тој пишува во делото Демони, во ликот на Ставрогин, тој вели, тој Ставрогин ќе сонува еден сон и вели рајската градина ја сонува, апропо вашата градина која што ја споменавте. На Борел, не моја, Борел. Болер, меѓутоа и кај тој вели ја сонува Ставрогин, меѓутоа Достоевски преку еден од најмрачните дела некогаш напишани во светската литература, тој вели сонува еден сон. Беше таму еден грчки архиепелаг, Тиркизното море удираше по обалата, или по брегот на таа убавина, лисјата шумолеа во еден, и таму тоа е сликата на Ацис и Галатеја, која што се наоѓа во галеријата Цвингер во Дрезден, во Германија. И Достоевски со часови поминувал гледајќи ја таа слика, како љубовта на Ацис и Галатеја, која што се нашите нежни чувства, нашата љубов, нашиот ентузијазам да сме дел од таа една преубава градина, ќе ја убие Дионизискиот Полифем, а тоа е злото во светот, и сега вели нема спас во патиштата земски. Нема спас во патиштата небески додека ние како индивидуи не станеме и не се освестиме. Тој вели зошто се случува убиството. Каде е злото? Од каде злото во овој свет? Што власта вели дека сме освестени дека тоа е целта кон која се движиме и дека сите други сили, руски ботови или евроскептици или не се прозападни, иако и вие сте живеели, јас сум живеел и сум работел во земји на Европската унија и Соединетите американски држави, така што читајќи ги извештаите, читајќи ги изјавите, читајќи ги соопштенијата на Унијата, очигледно дека Унијата се преструктурира во моментов, дека тоа е процес кој нема да заврши брзо и дека во светот кој се менува, ние тоа не го гледаме. Мислам, тоа е она разочарувачко во нашата надворешна политика, што не гледа дека се менува светскиот поредок. Мислам, едниот умира, другиот никако да умри, другиот никако Андраши што вика да се роди за 30-тите години на минатиот век. И ние во тој процеп Европската унија си го бара местото. Она точно знае што ќе се случува и она си бара да биде средиште, односно да биде актер во процесите кои ќе се случуваат во иднина. Точно, и зошто ни е потребно постојано, дали забележувате дека имаме војување на православните народи. Тоа не е, според мене, тоа не е случаен процес, затоа што ние многу лесно нашиот регион, македонските отворени прашања тука, а кога би ги оставиле еве на страна, економија, една економска унија да направиме, балканска, источноевропска. Тоа е еден пат да влеземе на слободни пазари, да се отвориме кон Европа. Меѓутоа нашата политика е, надворешна политика е безалтернативна. Ние го имаме едниот пат и кон тоа идеме по секоја цена. При тоа играме руски рудолет со демократијата, ова што кажете со Бугарија. Вашата колумна која што беше најчитана, мислам, во последното време е дека играме руски рулет и на вистина во поглед на односите со Бугарија, така што прво сакам да ви кажам, вие го споменавте тоа и кое што е многу важно. Ако денес кажеш дека си македонец, значи дека си албанофоб, дека си против Европска унија, дека си против Америка, дека со Русија, не знам, пак нешто имаш проблем. Тоа е стара комунистичка школа уште од Ленин, како се вика, точно. Меѓутоа тоа не е маркирање на луѓе. Апсолутно не е точно. Апсолутно не е точно. И не можеш ти, ако се бориш за себе си, кое што гледајќи ги примерите на големите европски демократи, Франција, Германија, да го земеме нивниот пример и ние да создадеме таков наш единствен персоналитет, без разлика колку сме млади. Ние така ќе... И само во контекст да ви кажам, започнав на Достоевски,
Што тој вели? Нема, вели, да не уништи нас ни војните, ниту крадењето на Тулуз во Франција, ниту рушењето на Нотр-Дам во Париз, ниту нема да не уништи ниту војувањето, туку единствено што ќе не уништи е иморализмот. Значи тоа, значи во аморалноста вие правите некое дело аморално и добивате санкции. Меѓутоа, во какво време живееме? Живееме во целосен иморализам, каде што границата помеѓу доброто и злото е пишани. Тоа е целата негова поента во Демони, делото. И тоа е сушност која што доаѓа интензивно кај нас. И тоа ние треба сами, не подпирајќи се, не ЕУ ќе не храни, НАТО ќе не брани, сами имаме сили, имаме капацитети. И ни недостасуваат луѓе на вистински места. Имаме политика која не верува во тоа, не верува во себе, не верува во квалитетите што Македонија може да ги изроди и може да ги понуди на пазар. Точно тоа е сликата на Дориан Греј. Македонија, како се вика, во зоната на злото и во зоната на Дориан Греј, на рушење на вредност, на моралните вредности, изгубена комплетно моралниот компас по кој се движиме. Меѓутоа едно прашање кое ќе се наврата, морам да имам чиста слика за вас и за вашиот однос во контекст на она што се случува во односите со нашиот источен сосед, затоа што живееме во историски години, историски победи, промена на името, тоа што референдумот беше и година на екзодус. Целосно слевање на нашите луѓе. Апсолутно. Договорот со Бугарија, како велеше поранешниот период, ние градиме односи на добри односи со нашите соседи, полоши, не дај Боже, никогаш не биле. Меѓутоа, да му веруваме дека, стварно верувал дека гради добри односи, со подпишувајќи ваков договор со Бугарија и оној кој го подпиша денеска... Не домислива штета се направи. Видите, што е проблемот со учебниците? Еден образовен проблем. Каде е проблемот со учебниците? Ние не знаеме тие што подпиша. Значи, сега... Да, меѓутоа се крие од македонската јавност дека во учебниците не треба да стојат. Замислите на една сулуда идеја дека Кирил и Методи не се македонци. Ние со тоа одењето на во Рим со мешовита комисија. Еве погледнете во последната комисија имаше се, само не имаше Македон. На одењето на гробот на Кирил и Методи кога беше во мај. Тоа е прашање за размислување, бев таму 4 години, знам како функционира тоа и знам дека космополитскиот однос нашиот, другата страна покаже исклучивост во поглед на присвојувањето на... И Гоце Делчев дека е македонец, дека не е македонец, тоа се значи... Меѓутоа го имаме во нашето ткиво, во македонското ткиво, такви размислувања кои едноставно создаваат сомнеш во она што значи пишене македонска историја. Ја лично имам проблем веќе. Дали историјата која ни се нудела и по која ние сме се граделе како личности, која сме ја следеле, е она историја која е вистина. Вистинска. Точно. Затоа што влегувајќи во односите со Бугарија и влегувајќи во преговори со бугарската страна, потврдувате дека сепак има определени, што би се рекло, темни петна кои ниту историјата дала одговор или дала одговор на начин кој не е тоа што е запишано во историските учебници. Особено, ја тука секогаш го гледам периодот после Втората светска војна, каде што немаме осуда на она што се случуваше во поглед на жртвите на комунизмот или слично. Едноставно имаме социјализам со човечки лик кој различно од останатиот беше хуман. Иако не знам кај ја гледаат хуманоста, затоа што многу вистини се скриени. Меѓутоа, не е тоа поентата. Поентата она што сакам од вас да чуја. Вообичаено затоа што сте и духовен и човек кој верува, кој своето верување не го крие и знае да напише статуси прекрасни околу тоа. Меѓутоа, она што ме интересира е како гледате на помирувањето, затоа што знаете, луѓето се помируваат.
државите се помируваат, не забораваат, меѓутоа велат, така бъде запишано, ќе се помирам, меѓутоа нема да заборавам. Ќе простам, меѓутоа нема да заборавам. Така е, ако не се лажам во Библијата. Вашата исклучивост малце ме збунува, затоа што ниту проштевате, ниту сакате да се помирите со... Јас можам да простам како човек. Меѓутоа, нашето помирување во македонско-бугарските односи значи губење на нашето. Ние тука не смееме, мораме да сме исклучиви. Дали толку ни е слаб идентитетот да се плашиме дека со вметнувањето, иако да бидам реален, ние Уставот го направивме пиши бриши, мислам, начинот на кој е концепиран тоа книшката више е далеко од вредна за споменување. Каде ние направивме отстапки? Во клучните точки, 9 век, нашиото македонско наречие. Македонското наречие е основа на наречијата на сите други словенски јазици. Така не мисли другата? Апсолутно, тоа е нашиот идентитет. Без тоа немате ви идентитет. Да, ама кога премиер, знаете, во надворешната политика имате 3 личности, 3 функции во државата кои се директно вовлечени во надворешно политичко одлучување и чии изјави во основа ја уврзуваат државата. Знаете, кога ќе ги видите председателите на државите како читаат, како даваат кратки, концизни, јасни изјави, и кога ќе видите кога наш висок функционер, највисок председател на влада, ќе ви каже дека ние сме ист народ. Да, ма тие не се вечни. Тие политичари не се вечни, тие се менлива, а нашата историја не смее да се менува со нивното расположение. Очигледно може. Апсолутно, во право сте, меѓутоа не би очигледно требало... постои маса на која Точно, на луѓе која го поддржува манипулација. Незнаењето е во својата основа. Ние мораме, ако држиме до себе, прво тоа сите договори, кои што од преспанскиот договор за добрососедство да ги прекинеме. Значи веднаш да објасниме на светот и на Европа дека шактите се најбитни во македонската држава. Затоа што ги истуживме шактите. Како знак на добра волја кон другата страна. Добра волја. Добро. Ние можеби на некој начин сме ги повредиле емоциите на нашите соседи, на мислите на Грција, меѓутоа не смееше ова што дојдовме до тука. И не смее тој значи процес да продолжи. Ако сакаме ние да не почитуваат во Европа, ние вака со скршена кичма, со одземено име, одземен идентитет, ние сме добра подлога за распарчување. Значи нема херој како што пишувате, нема херој да се најде тоа да го направи. Херој има, а херојот сите ние. И вие, и јас, и Златев, и сите тука кои што се наоѓаме. Сите мора да бидеме херои на нашето време. Со самата оваа емисија ние го покажуваме херојското. Херојското е значи една трагична судбинска концепција, затоа што ние не се помируваме со постојното и затоа бараме алтернативни решенија. Ние мораме да отидеме повторно да се вратиме на старото. Ние па и Разловечкото востание, Нилинденското востание не успеа. Па и овој период е неуспешен за македонската историја. Ќе биде дамка на македонската... Дефинитивно кога ќе пишуваме новите генерациите после нас, кога ќе пишуваат новата историја, ќе биде... Тука јас напишав дека сме најглупавите луѓе, затоа што не имаме моги. Значи, тие немаат моги, тие зависат од нас. Значи, политичарите од сите нас. И во таа смисла, ние имаме моги да ги менуваме работите, менувајќи се себе си и менувајќи го нашето знаење на факти. Апсолутно ќе се согласам дека во звукот на политиката токму тоа е да понудиме глас кој ќе генерира промени во општеството и знаете кога се биле присутен на 2 универзитета кои каде што биле генерирани промените во 60-тите години, еден во Велика Британија, Беркли во Соединетите Американски држави, кога ќе се соочите со
со тој наплив на она што значи слобода на изразување и слобода на говор, едноставно тоа остава дамка, ваша лична дамка во текот на вашиот живот, и токму тоа беше идејата на овој проект кој со Радио Лидер го планиравме и еве го почнуваме да го реализираме. Ја ви благодарам за гостувањето на во емисијата, за отворањето на она што значи сезоната на емисии кои ќе следат секоја среда во 11 часот на Радио Лидер, каде што ќе се обидеме да понудиме анализи, сериозни анализи од луѓе кои имаат познавање од областа и луѓе кои може аналитички да креираат определени ставови по определени прашања и процеси кои се случуваат во државата, и ќе понудиме интервју со луѓе кои ќе бидат интересни, кои ќе бидат провокативни, затоа што ќе ни се здосади едно исто да слушаме. Да, ќе биде различно, ќе понудиме нормално далеко од тоа. Ќе се обидам да го ограничам мојот цинизам во поглед на коментирањето на работите во државата, затоа што сепак оние кои не слушаат треба да излечат определени заклучоци. Уште еднаш ви благодарам. Ако имате нешто да додадите на крај на сакам да емисијата, кажам дека силата и хероизмот е во народот. И се додека ние не се консолидираме, не се организираме, не излеземе, промената нема да ја видиме. На крај само ќе завршам дека Македонија е бесмртна идеја и никој никогаш досега не успел да ја пороби, а посебно пред тиранијата таа никогаш не потклекна. Верувам и се надевам дека така ќе биде и се. Ќе биде, затоа што Македонија како си ќе имала херој, бидете, мислам тоа, ако миското нема да умре никогаш во Македонија. Ви благодарам многу на вас. И вас. Сила редакција. Ова беше звукот на политиката на Радио Лидер. Слушајте на идната седа во 11 часот на истата фреквенција.